Тисяну. Золотим. Ага. Так, обід всі туди. Айнас, ось там наш такий. Ваш трохи ваш цих. Дайте ви Ігор Ігорі. Не. Ага. Вон. Вісім, вон. Газ собі на це. І знову туди. Прийди, світлина вечірна та світлина. Мой садочку, дай. Воскресение Твое, Христе, спасе. Ангели поют на небесі, нас на землі сподоби, чистим серцем Тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе. Тебе славити, воскресение Твое, Христе, спасе. Ангели поют на небесі, нас на землі сподоби, чистим серцем Тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе. Ангели
небесі, нас на землі сподоби, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твоє, Христе, спасе, ангели поють на небесі, нас на землі сподоби, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твоє, Христе, спасе, ангели поють на небесі, нас на землі сподоби, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твоє, Христе, спасе, ангели поють на небесі, нас на землі сподоби, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твоє, Христе, спасе, ангели поють на небесі, нас на землі сподоби, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твоє, Христе, спасе, ангели поють на небесі, нас на землі сподоби, чистим серцем тебе славити. Господи, 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 і духові Твоєму. Да внимаваме. Кога измина саботата на осомнување во првиот ден од седмицата, дојдоа Марија Магдалина и другата Марија да го видат гробот, и ете стана голем потрес. Ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отргна каменот од гробната врата и седеше на него. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег, а стражарите уплашени од него трепереа и беа како мртви. Ангелот се заврте кон жените и им рече: не плашете се, знам дека го барате Исуса распнатиот. Не е овде воскресна како што беше рекол. Дојдете и видете го местото каде што лежал Господ, па отидете побргу и кажете им на учениците негови дека он воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде во Галилеја порано од вас, таму ќе го видите. Еве, ете ви кажав, и откако излегоа на брзина од гробот, тие со страв и голема радост отрчаа да им соопштат на учениците негови. А кога одеа да им јават на неговите ученици, ете Исус ги сретна и рече: радувајте се. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава на Светата едносушна, животворена, знамна Тројца, постојана сега, секогаш и во вечни векови.
Ісус ти во гробе живо дарува, Христос воскресна от мертвите, со смъртта я победи, и на тие во гробовите живот им даде. Да воскресне Бог и да се растурат неговите неприятели и да бегат од неговото лице оние што не го сакаат. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть попра. Исус ти во гробе живот дарува. Како што исчезнува чадот да исчезнат, како што се топи восокот од лицето на огинот. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть попра. Исус ти во гробе живот дарува. Така да исчезнат грешниците од лицето Божјо, а праведниците да се развеселат. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть попра. Исус ти во гробе живот дарува. Овој ден го создаде Господ да се зарадуваме и веселиме во Него. Христос воскресна од мертвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Слава на Отце и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресна од мертвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попра. Иисус ти во гробе живот дарува. Подигнете ги порти, горништа свој, подигнете се вечни порти, и ќе влезе царот на славата. Кој е тај цар на славата? Господ крепкиот и силниот, Господ над војските, он е царот на славата. Подигнете ги порти, горништата свој, подигнете се вечни порти, и ќе влезе царот на славата. Кој е тај цар на славата? Господ крепкиот и силниот, Господ над војските, он е цар на славата. Подигнете ги порти, горништата своји, подигнете се вечни порти, и ќе влезе царот на славата. Кој е тај цар на славата? Господ крепкиот и силниот, Господ над војските, он е царот на славата. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть
Istina Hristos voskrese. Hristos Istina Voskrese. voskrese. Istina voskrese.
tako što se pobimo za to dobice to na odinu. Hristos voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt popra, isušteno grobe, život darova. A kada iščezat grešnici do dvecu do Božjo, a pravednici ne da se razvesela. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta ja pobedi, i na tevo grobovite život im dade. Hristos voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt popra, isušteno grobe, život darova. Amin. Hristos voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt popra, isušteno grobe, život darova. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За високо преосвещениот митрополит наш Иларион, за четврто свещенство, Христа дјаконство, за сиот клери, за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивит Христолюбив народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да му помага и да покори подносите негови секаков непријател и противник, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За ова село, за секое село, за секој град, земја и сите кои живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благотворен воздух, изрубили на земји плодови, за мирни времиња, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За оние што пловат, патуваат, боледуваат, страдаат, за заробените за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владица наша Богородица и секоја Дева Марија со сите свети, самите себе не други си од наш живот на Христа Бога да го предадеме. Господи, Зашто Тебе Ти прелега секаква слава, че си поклонени на Отце и Син и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Воскликните Господеви вся земја, појте же имени Jego, да вече славу хвале Jego. Молитвами Богородици, спаси нас. Рцете Богу, ко страшная дела Твоја во множества сели Твоја, солжу Тебе врази Твои. Молитвами Богородици, спаси нас. Вся
Вся земля да поклоняться Тебе, и поэте да поет имени Твоему вишни. Молитвами Богородицы, спаси нас. Аки пак умер да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, Ти не спаси, помилуй, запази, не со Твоята благода. Господи, помилуй. Майки, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владице наша, Богородице, всекогаш Дева Мария, Пресвята Богородице, спаси нас. на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Твое власти, Твое царство, Ты сила, Ты слава, да Отце, Син и Свети, от Дух сега секогаш, и во вечни векови. Амин. Боже, ущедрени и благословени. Спасение, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поешь Ты, Аллилуйя. Боже, ущедрени и благословени, просвети лице Твое на них, помилуй. Спасение, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поешь Ты, Аллилуйя. Запознай на земле путь Твой во всех языце спасение Твое. Спасение, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поешь Ты, Аллилуйя. Исповедаться Тебе, люди Божьи, да исповедаться Тебе, люди еси. Спасение, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поешь Ты, Аллилуйя. Слава Отцу и Сину и Свети, от всега секогаш, и во вечни векови. Спасение, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поешь Ты, Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сыне и Слове Бог, живе смертен си, и изволив спасения нашего ради, воплотитися от святия Богородицы и Преснодеви Марии, непреложно человечимися, размися же Христе Боже, смерти от смерть поправи. Един си святия Троиці, прославляєм і Отцу, і Святому Духу, спаси нас. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, Боже, помилуй. защити ме, спаси, помилуй, запази ме со Твоята благода. Господи, помилуй. Тие пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владице наша, Богородице, секогаш Дева Мария, сите свети и славите себе друг, и сил на живот на Христа, Бога да го предадеме. Господи, Зашто си добар и човеколюбец, Бог и Тебе слава Ти вознесомен, Отце и Син и Свети, от Дух сега секогаш, и во вечни векови. Амин. Да воскресне Бог и да се разпрости на приятелите Негови, нека се разбегат лицето Негово и що го мразна. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исус ти во гробе живот дарува. Како што димот исчезнува, така да исчезна, како што восъкот се топи од огно. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исус ти во гробе живот дарува. Премудромо, просто
spaseni Sine Boži, voskrese iz mrtvih, pojuštijati, aleluja. Hristos voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt pokra, Isus štigo grobe, život darova, ženite koji prezori, otidoa na grobo zajedno so Marija, i kamen od potrgnato najdoa, od angelo slušna, zbog što govarate među mrtvite, ono što živevo večna svetlina, videte gi grobite peleni, odete i na svetot objavete mu, deka voskresna Gospod, koji smrt daja u mrtvi, zašto je Sin Boži, koji go spasova rodo čovečki, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i niče i prisno i do veki vekova mi, koga si svego grobo besmrtni, sija razorna sila tagova, i si voskresnal kako pobeditelj, Hriste Bože, koji naženite mironosici i blagovesti, radovajte se kojim darovaš mir na tvoji te apostoli, a napadnatite im davaš voskresenije. Da se pomolimo na Gospoda. Gospodи pomiluj. Svet Boži naš, i tebe slava ti uzmi spomen Otca i Sina i Sveti od vsega sekogaš, i mo večni vekovi. Amin. Elicimu Hrista krestitelj sja, Bog Hrista oprekoste sja. I duhovi Tvojemu prokimen glas osmi, ovoj den Gospodine Gospod, za da se radujemo i se razveselimo u Nego. Slavite go Gospod, Ti je blag, Ti milost Njegova je večna. Od dela dana sveti da apostoličtenije. Prvata knjiga od Teofilija napiše se ono što Isus počna da vaši i nauči. Godinu tuba se Bog nese, potrebujem zapovedati u sveti od duša apostolite, što ti drže Izrael. I na onih koji se pokažati po svoje pogovaranje, što mogu veli svedoci njegovajte se potekom na 40 dni, izboruvati za carstvo Božjo. Jesu benaki se su lijepim za pobjeda, ne obereš u važnost
mi vidite svedoci vo Jerusalim, i vo celata Judea i Samarija. Pa duri do posljednjih krajišta na zemljata. Mirna tebe što ni čitaše. Aleluja, aleluja, aleluja. Sa premudrozdavni malome da ga slušame Svetото Евангелие мирно сните. I duhovi tvojemu. Gdje se čita od Svetото Евангелие според Јована. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Да внимаваме. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Овој беше во почетокот во Бога, се преку Него постана и без Него ништо не стана како што постана. Во Него имаше живот и животот беше светлина на луѓето. И светлината во темнината свети, и мракот не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво да сведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го осветлува секој човек што доаѓа на свет. Во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што ја веруваат во негово име, им даде можност да станат синови Божи. Тие не од крв, ни од поход телесна, ни од поход машка, од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вестина, и ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Јован сведочи се за него и викаше зборувајќи: овој беше за кого реков, кој што иде по мене, е пред мене, оти постоеше порано од мене. А од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а благодата и вистината произлегоа од Исуса Христа. Слава тебе, Господи, слава тебе. Да речеме си до се да душем се да наша помисла, да речеме: Господи, помилуй. Господи, се да живели Боже на нашите се молими, чуй ни и помилуй. Господи, помилуй. Боже, по Твоята голема милост се молими, чуй ни и помилуй. Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Да ги присудени кон својата света, соборна и апостолска црква. Господи, помилуй.
Боже, защити ги, спаси, помилуй, запази ги со Твоята благодат. Господи, помилуй. Огласени вашите глави, преклонете ги пред Господа. Господи. Та и Ти со нас да го слава Твоето пречисто и великолепно име на Отца и Сина и Свети, од ов сега секогаш и во вечни векови. Кои сте огласени, излезете, огласени, излезете, кои сте огласени, излезете, да не могло од огласените, а вие верните пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Премудрост, зашто Тебе Ти прилега секоја слава, че си поклонени на Отце, Син и Свети, од тук сега секогаш и во вечни векови. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Премудрост, да секогаш пазени по Твојата власт, Тебе слава Ти вознесуваме на Отце и Син и Свети, од тук сега секогаш и во вечни векови.
благочестивиот и Христолюбивиот православен народ наш, да го спомне Господ Бог по своето царство сега секогаш и во вечни векови. Амин. Високопресвещениот митрополит наш Иларион, честното свещенство, християнство и сиот мир, да го спомне Господ Бог по своето царство сега секогаш и во вечни векови. Амин. Ктиторите, приложниците, украсителите и дарителите на овој свет храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство сега секогаш и во вечни векови. Амин. Вас и сите православни христини кои стоите се молите во овој свет храм и во целиот православен свет, да ве спомне Господ Бог во своето царство сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Пресвета Богородице, спаси нас. Тебе, Господи. Сега секогаш и во вечни векови. Да се сакаме не со друг за мисле, да исповедаме. Отца и Сина и Святаго Духа, Троицу едино сущною и неразделною. Верувам во единиот Бог, Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата, и на се видливо и невидливо, и во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отца през сите векови. Светлина од светлина,
вистински Бог от Бога вистински, роден, неспорен, едносъщен на Отце, про кого се станало, кой заради наслугето и заради нашето спасение слезе от небото и се въплати от Светия Дух и Мария Дева и стана човек. И беше раснат заради нас во времето на Понтия и Пилат, и страдаше и беше погребен. И воскресна на третия ден според писмото, и се вознесе на небо и седи одосно на Отца. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ што дава живот, кој зегува од Отца на кого се поклонуваме и го ставиме заедно со Отца и Сина, и кој говори преку пророците, во едната света соборна и апостолска црква, исповедуваме на крштение за простување на гревовите, го чекаме скресението на мртвите и животот во едниот век. Амин. Да застанеме долго, да стоиме со здраво, да внимаваме светиот принос во мир, да го принесеме. Милост мира, жертву хваления. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отца и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите вас. И со духот твоим. Горе да ги имаме срцата. Да му благодариме на Господа. Достойно и праведно ест, поклонати ся Отцу и Сину и Святому Духу, Троицу едино сущней и неразделней. Победната песна ја пеят, возликуват, изрекуват и говорат. Свят, свят, Господ Саваоф, исполни небо и земја, слави Твоја, осана во вишни, благословен гради во имја Господне, осана во вишни. Примете јадете, ова е моето тело кое за вас се прекршува за опростување на гревовите. Амин. Пийте од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет која се пролева за вас и за мнозина за опростување на гревовите. Амин. Твои од Твоите, Тебе те пренесуваме за сите и за се. Господи, че пресјата во Твојот Дух, Господи, че пресјата во телото на Твоето Христос, амин, што е во оваа чаша, честа като Твоето Христос, амин, во претворство Својот сведок, амин, амин, амин. На Ти што си причествуват овие свети ден, дни за постојање на Твоето сведок, во Твоето сведок, за смело Царството Небесно, за смело смртта беле за сутини, за осуд, за осудување, уште и принесуваме словесни безпредна, служба за Твоја починател, благодаря во правото си, оците, траси, пророци, апостоли, и за секој праведен дух кој почина. Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичка наша Богородица и секогаш Дева Марија.
Sione, ti pačista raduvaj se, Bogorodice, obostani roždenstva Tvojego. Najnebeskovnimo Gospodи, visokopresveštenik mitropolit naši, varenim zavolimo na Tvojih sveti crkvi, obivca Otče Centralu do večer, pravimo na Rakovu, gde su slobodno Tvoja na istina. I za sine, i za sve. Svetu Duhom se blagoslavimo i uspevamo Tvoj dopečni великолепni imenovci Sini i Sveti Odok, сега се когаш има вечни векови. Amin. И да милостите на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос, со сите вас. I со Духом Твоим. Отако ми спомнавте сите свети, пак и пак умир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Застане се ни освети нещести дарове да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Любимиот Бог наш, кога ќе ги прими во својот свет на небесен духовен жертвеник, како да допријатна духовна битва да не е тврди божествената благодат и дарот на светиот дух да се помолиме. Господи, помилуй. Господи, павиме се како дарак, нека и образно да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, запази, не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Совршен свети и безгрешен го просимо од Господа. Подай, Господи. Мирот верна кој за чувар нашите души и тела просимо од Господа. Подай, Господи. Прошкир за чување на нашите греви и прегрешенија просимо од Господа. Подай, Господи. Сречно е добро и полезно за нашите души и мир во светот просимо од Господа. Подай, Господи. Останато добрето од нашиот живот да го помине во мир и покаяние просимо од Господа. Подай, Господи. Христијански крај на нашиот живот безболен посреден мир и да дадеме добар одборот нашиот Христос просиме. Подай, Господи. Способни си дигување во верите сестри со светиот Дух, самите себе еден друг и сиот наш живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Господи, владико, со смелост без осуда да смееме да те повикуваме Тебе, небесниот Бог Отец, и да изговараме. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни долговите наши, како и ние што им ги проштеваме на нашите должници. И не поведувај ни во искушение, но избави ни од лукавиот. Нашто Твое царство, и силата и славата, Отце и Син и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите. И духови Твоему. Амите ваши, преклонете ги пред Господа. Тебе, Господи. О благодата, добрите човек, любието ни единородниот Твој Син, за него пак си благословен со пресветниот и блажентворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Да внимаваме. Светењето за светите. Един свят, един Господ, Исус Христос, во славу Бога Отца. Амин. Да воскресне Бог и да се разпрсне непријателите Негови, нека се разбегаат пред лицето Негово, ништо го празна. Пасха свештена денес ни се покажа, Пасха нова света, Пасха та искрена, Пасха
pravdi, Paska koja ti osvetluva sviteri, kako što dipot iščeznuvan, tako da iščeznan, kako što vosokot se topi otokno, pridite ženi i blagovesnici na ona što Bog vidovne, i na Sion rečete mu, pribija od nas radosna ta već, za voskreseni je to Hristovo, veseli se i likuvaj, i radovaj se Jerusalime, gledaj ti go, caro Hristos, ujte pomladošenec od grobog izbeguma, da kada zagine prišnice dobice to Božjo, a pravednici te da se razvesela. Ženite mironosici, dojde mi na utro rano pri grobo, na život odaveco, najdo angel koji sedi na kamenu, i doj Boga progovori, izvoru vaše baka, zašto govarate živi od nego mrtvite, zašto plačete ono što je besmrten. Odate i kažete im na učenici te njegovi, ovaj den što go sozdade Gospod, da se zaradujeme i da se razveselime Bog nego. Paska su desna paska Gospoduma, paska se česna i zasmetli, paska je so radost jeden druga sebe, grneme od paska izbavovanje od taga, vidjeti denis od grobo, tako od palata, Hristos zasmrti, i želite so radosti ispuni, verejte, kažete im apostolite, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nigdje i prisno i во веки вековали. Дена воскресение да се просветли метод тожество, и един друг да се прегърнеме, и на огие, що ме мраза да им речеме брака, да простиме се со воскресението, и така да запеме. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и существенно гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и существенно гробе живот даровал. Со здрав Божий, вера и любовь пристапете. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и существенно гробе живот даровал. Тело Христово примете, от изворот на животот вкусете и видете, колко е благ Господ. Алилуя, алилуя, алилуя. Се пречествува работ Божий, читайте душко со честото и пресветилото на Господа, Господи се здраве и душно спасени, душко неговите гревови и живот вечен. Амин, амин, амин. Ево Христос.
Тело Христово примете. От изворот на животот кусете. Кусете и видете колко е благ Господ. Алилуя, алилуя, алилуя. Спаси ги Боже, Твоите луѓе, благослови го Твоето наследство. Христос воскресе из мертвих, смертию смерть попра, Исус ти во гробе живот дарува. Постојано сега секогаш и во вечни векови. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на те во гробовите живот им даде. Откако ги примивме божествените, свети, пречисти, безсмртни, небесни, животворни, страшни, Христови тајни, правостојќи достојно да му благодариме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити ме, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Откако го испросихме целиот ден совршен, свет, мир и безгрешен, самите себе еден друг, и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тој си нашо светуе и Тебе слава Ти вознесуваме на Отце, Син и Свети, од сега секогаш и во вечни векови. Со мир да излеземе. Во името на Господа. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, Ти кој ги благослушани, кој Те благослова, Ти кој ги осветуваш, тие кои се надеваат на Тебе. Спаси ги Твоите луѓе, благослови го Твоето наследство, сочувај помотата на Твојата света црква. Освети ги тие што го сакаат благолепието на Твојот дом, Ти прослави ги со Твојата божествена сила. И не остави нашо се надеваме на Тебе, дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците на народот наш, на Христолюбивата војска и на сите Твои луѓе, зашто доваѓањето на секој добро и секој совршен дар од озгора доаѓа од Тебе. Отецот на светите Тебе славим, благодарам си, поклонени Ти вознесуваме, на Отце и Син и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ, Исус ти во гробе живот дарува. Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ, Исус ти во гробе живот дарува. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Благослови Господа, на вас неговата благодат и човек љубе постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Исус воскресе из мертвих, смертиот смерть поправ. Исус ти во гробе живот дарува. И нам е дарува живот вече, му се поклонуваме неговото триумфално воскресение. Христос, истинскиот Бог наш, кој воскресал од мртвите со смртта, смртта ја победи нешто во гробовите живот им подари истинскиот Бог наш. По молитвите на прести и пренапрошна света своја мајка, на свете славни светлани апостоли, преподобните богоноси наши свети равноапостоли, апостоли, словенските просветители, нимите свети ученици, клементи нам, Охридски жртварство, Логор Сенгалари, преподобните богоноси наши, Прокопчевски, Вавиловски, Акамзоловски, Гаврил Лесовски, Светлар Ромби, Валиор Мегленски, сите македонски светители, светот с нашим Заторски архиепископ Цариградски, свете праведни богоци Јоаким, имена на светото вознесение Христово и на светото воскресение Христово, чисто спомен денес го празнуваме и сите свети, да не помилува и да не спаси, зашто е благ и човеколюбив. Амин. Христос
Христовено воскресение. Стефан по милоста Божја, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со Светиот архиерейски синод, до свештенослужителите, монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, а по повод великденските празнувања испраќа мир и благослов од Бога, поздравувајќи ги со величествениот и торжествен поздрав Христос воскресе! Да му благодариме на Бога кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. Возлюбени празниколюбци, Великден, денот на Христовото воскресение, е празник на победата и празник на животот. Ово е денот во кој Господ ја објави својата победа пред очите на народите и сите краишта земни го видоа спасението. Овој ден е денот на животот и тоа вечниот живот, денот кој ни донесе радување кое што никој не може да го одземе. На Великден, на овој најголем христијански празник, ја исповедаме тајната на победителот, самиот Господ Исус Христос, кој преку своето славно воскресение од мртвите ја победи смртта и смртното го облече во безсмртно. Денес е денот кога ни се откри тајната на љубовта Божја кон човечкиот род, која остана вечна врска помеѓу човекот и Бога, потврдена преку крстот и воскресението Христови, како и преку подвизите на сите богоугодници и достојни последователи во изминатите 20 столетија. Радувајќи се на денешниот празник над празниците во црквата Христова, повикани сме секогаш и пред секого да го исповедаме Христа распнатиот, воскреснатиот и прославениот. Како вистински христолюбци, повикани сме да ја благовестиме победата на смртта, над гревот и омразата, над неправедноста и насилството, на страдањата и темнината и да придонесуваме да завладее праведноста, мирот и радоста во Светиот Дух. Со Христовото воскресение се прекина силата на смртта и тоа стана темел на нашата вера и верата за вечната заедница со Бога. Тоа е гаранција за нашето воскресение, зашто Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина на умрените. Во Него сите ќе бидат оживеани, оди љубовта Божја е посилна од гревот и смртта. Возлюбени чеда во Христа воскреснатиот, празникот на Христовото воскресение не потсетува да размислуваме за своите постапки и да се стремиме кон добродетелен живот, па како би се навратиле повеќе на потребата од покаяние и праведно живење, ако не на денот на Христовото воскресение, ако не на денот кој им дава смисла на човечкиот живот и на постоењето. Па затоа, празнувајќи и споделувајќи ја радоста на Христовото воскресение, да исповедаме дека верата во воскресението е извор на слободата и на љубовта, зашто преку Христа станавме и вистински слободни и духовно силни. Христовата љубов е неопходна во овој свет, особено денес, кога човештвото во голема мера е заробено од самолюбие и равнодушност, од лакомост за богатење и моќ, од овоземни задоволства и од суетна слава. Љубовта е најголемата сила, но таа е сила само тогаш кога е во заедништво со Христа и со неговата неизмерна љубов, кога станува наше сведоштво и наш начин на живење. Впрочем, само во богочовечката личност на воскреснатиот Спасител можеме да најдеме тивко пристаниште од сите искушенија и исцеление од последиците на гревот. Неговата победа над гревот и смртта ни дава и нам сила да се бориме со искушенијата на денот и со духовите на злобата кои предизвикуваат безнадежност и осаменост во душите на луѓето. Честопати проследени со нетрпеливост и насилство, со неморални дела и судири. Затоа е потребно да бидеме достојни почитувачи на Светото Евангелие и исполнители на Христовите заповеди. Како што порача и самиот Спасител кога вели: кој го слуша Словото Мое и верува во Оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Возлюбени чеда во Господа, Христовата победа над гревот и над смртта
по претрпеното распетие и славното воскресение е најголема победа на сите времиња. Таа е единствена и вечна и постигната е еднаш и за секогаш. Затоа само соединети во Христа преку молитвата и преку светите тајни и со исполнувањето на неговите заповеди можеме да го победиме гревот и да се здобиеме со спасение и вечен живот. Светата Евхаристија е најпотребната заедница на верните во црквата со Господа Христа. Кога сме соединети во заедничка молитва, Христос е присутен помеѓу нас, а при причистувањето со светите тајни го вселуваме Христа во нас, како што и самиот ни порачува. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. И кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Христос е и ќе биде тајно присутен во својата црква се до крајот на вековите и неа вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква, поминуваме низ еден период кој од нас бара послушност и воздржување. Појавата на короната вирусот во светот, а воедно и во нашата земја, не натера да внимаваме и на нашето и на здравието на нашите ближни. Затоа да се придржуваме по советите и мерките и изречени од надлежните институции и сите заедно да придонесеме да се намали и спречи ширењето на заразата. На нашите верници им советуваме да истраат и да не се вознемируваат, затоа што не можат да присуствуваат бројно на светите богослужби во храмовите и им препорачуваме да се молат во своите домови и срца за Бог да не избави од оваа опасна болест. Да се молиме и за медицинските лица, полицијата и војската кои напорно се грижат за заболените и за редот во државата. Да се молиме за заболените да оздрават, како и за спасение на душите на оние кои не ја добија битката со болеста. Да се молиме Бог да ни ги прости нашите гревови и да не помилува, зашто само Бог ни е прибежиште и сила, докажан помошник во неволја. Затоа во маката да бидеме трпеливи, а во молитвата постојани, зашто воскреснатиот Господ е нашата надеж. Нека овој период ни биде време за покаяние и за засилена молитва. Искушенијата што не снајдеа, нека ни бидат за утврдување во верата и за духовно напредување. Се е возможно за оние што веруваат, зашто Господ знае како да ги избавува побожните од искушенија. Воскреснатиот Спасител е лекарот на душите и телата. Тој ја лекува и обновува, ја осветува и ја воздесува човечката природа. Затоа и не само во овие празнични денови, туку постојано и насекаде да ја живееме светоста на нашата христијанска вера, на верата што го победи светот, да ја споделиме со сите радоста на воскресението на вечниот лечител и никогаш да не заборавиме на тоа дека колку сме поблиску до Бога, толку и Бог ќе биде близу до нас. Возлюбени, како што веќе обзнанивме, годинава се навршуваат 1000 години од основањето на Бигорскиот манастир. Тоа е годишнина со која би се гордееле секој народ и секоја црква. Со Божја помош и со застапништво на светиот Јован Крстител, Македонската православна црква, заедно со државните институции достоинствено ќе го одбележи милионското постоење и ќе ја истакне улогата и местото на оваа големо светилиште во духовниот живот на македонскиот народ и во минатото, и во сегашноста, и секако во иднината. На сите чеда на мајката Македонска православна црква Охридска архиепископија, во татковината и насекаде по светот, ви го честитаме празникот на Христовото воскресение со нерадосниот поздрав Христос воскресе! Стефан, архиепископ Охридски и Македонски, со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Петар митрополит Преспанско-Пелагонски администратор Австралиско-Новозеландски, Тимотеј митрополит Дебрско-Кичевски администратор Австралиско-Сиднејски, Наум митрополит Струнички, Агат Ангел митрополит Повардарски, Методий митрополит Американско-Канадски, Пимен митрополит Европски, Иларион митрополит Брегалнички, Јосиф митрополит Тетуско-Гостиварски, Јосиф митрополит Кумановско-Соковски, Горас Поранешен митрополит Европски, Климен епископ Хераклејски, Јаков епископ Стопски. Велик ден 2020 лето Господово. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Честит ден за многу години, радосни и весели. Да поделиме нафрак.